Почитувани, добар ден, ова е најновото издание на Црвена линија. Македонија изобилува со вода. Според мислењето на експертите, вода има доволно. Ако се земат во предвид предвидувањата на хидролозите дека токму водата во блиска иднина ќе биде најскапоцена течност, а земјите што ја имаат во изобилие ќе бидат богати, тогаш ние сме богата земја. Дали ние во Македонија разумно се однесуваме кон водените ресурси, особено при незиното користење? Тоа е едно од прашањата кои што ќе ги поставиме во Црвена линија. Во Струмица пак Агенцијата за храна и ветеринарство донесе решение со кое забрани употребата на водата во Струмичкиот регион. Зголемено присуство на манган и калиформни бактерии. Тетово пак се соочува со недостиг на вода, чешмите се суви, диви приклучоци и чести дефекти на водоводната мрежа. Во главниот град над 60% вода се губи низ цевководниот систем. И во другите градови ситуацијата со водата не е за фалење. Може ли да се случи да останеме жедни иако имаме доволно вода? Тука ќе го поставиме дополнително и анкетното прашање кое што секогаш можете да го одговорите доколку најнапред не заследите на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори. А таму ве прашуваме дали купувате вода за пиење. Ова прашање секако ќе го поставиме меѓу другото и кон вас, драги мои, со оглед на тоа што очекуваме и во ова издание на Црвена линија, особено ги покануваме еве и струмичани во овој момент да се вклучат во Црвена линија и секако да ни ја доловат реалната слика и ситуацијата со водата за пиење во нивниот град. Како и да, верувам дека на 02-307-0005 ќе има поприлично јавување, а секако секој од вас и ќе ни открие дали во иднина со оглед на тоа што во светот се помалку има питка вода, Македонија се уште изобилува со вода, можеме да останеме и бидеме најбогата земја во однос на тоа или пак при вода ќе останеме жедни. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав Тина од Роме. Голем поздрав до вас. Еве, дали купувате вода за пиење? Да им кажете, че да ти кажа прво ова. Да им кажете таму да не ме запие со песма. Мене ми е храна песмата. Слушаш? Па, јас колку што паметам, вие ми отпеавте песна и за мојот роден ден во петок. Но кажете ни дали животот ќе ни биде песна доколку несовесно продолжиме да се однесуваме кон нашите ресурси со вода во земјата? Ако сакате вода, дојдите во Биџево. Таму имаме и вода лековита и чешми на секоја пета куќа. Со жива вода. И здрава за пиење. И во селото до мене Ложени исто така. А таму некаде нема, вистина. Ево едно село од албанскава народност, Долно Таташ и Горно, нема вода. Дали се уште немаат вода, еве, дали реагираат до надлежните? Каков е одговорот во однос на таа ситуација? Ама од време нема таму. А кај нас има? Па како се снаоѓаат тогаш, како имаат пристап до вода? Па некој се иде таму, понет вода од цело наше, заш наша е испитана, здрава вода за пиење во Биџево. Јас сум од Биџево. А ви се чини ли, еве, дека Македонија во иднина при вода ќе останеме жедни? Еве, како ви изгледа, како се однесуваме кон водата? Не, Китино, ние имаме све во Македонија. Само памет неме тој политичариве. За паметот страдаме ние, секогаш. Ние сме богата држава во светот, затоа сите не сакаат Македонија. Зашто сме најдобра земја, најубава и најпаметни луѓе. Само секогаш страдат паметниот од простиот. Така, благодарам многу за јавувањето. Секако останете со нас да слушнете какви одговори ќе дадат останатите гледачи. Уште еднаш подсетувам, ги охрабрувам секако и граѓаните на Струмица да се вклучат во ова издание на Црвена линија и секако да ни откријат каква е моменталната состојба во однос на водата за пиење во нивниот град. Добар ден. Поштовање, госпожа Тина. Голема почити до вас секако. Овде е еден дечко од Ѓорче Сити. Па еве, како дечко од Ѓорче Сити, ви се чини ли дека несовесно се однесуваме кон ресурсите со вода? Вака се, слушај, само бесам.
се надоврзам со господинот Биџево. Ние сме Македонија, имаме богатство, немаме домакини луѓе. На ова време ти кој векне да немаат вода, еве за струмица сега, бастионот на СДС. Па треба одговорност сега, еве градоначалникот, за 24 часа треба да си даде оставка. Зашто? Проблем било филтрите. Тој директорот на комуналец одма таа денот наредни 30 години да не обавува. Па Струмицата е втор град по економија. Посем Скопје. Беше едно време Битола, сега ти е Струмица. Да немаат вода, срамота. Година евоира, тамо стига. Вода снабдува цел град Варна. Ние да нема Струмица, срамота, кој век сме? Немаме домакини луѓе. Држи тезата што викам јас. Нека поднесат сите оставка, за да имаме и вода и за да имаме и јадење, да не се нервираме. Само 10 луѓе од Словенија ќе не оправат. А џабе, што ако се јави некој сега од Струмица? Што ќе го реши? Таму треба да протестират, да излезат. Да излезат, да го нема тој, да се крие, да не го линчува тај тежок зоре. Срамота. Бидете поздравени и вие, и секако има фајде од јавувањето во Црвена линија. Оние кои што редовно не следат не сите овие сезони знаат дека оние кои што се задолжени за проблемите за кои што зборуваме токму со вас, граѓаните, и како имаат слух. Некој следи, тоа ве уверувам. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Каква е состојбата со питката вода во Македонска Каменица? Не важува. Ние имаме се. И пречистителна станица на Гречија направија, не ја направија како тебе. Јас мислам дека Македонска Каменица треба да пие наубава вода. Пошто имам извори, природни извори, кои така течат. Ама не домачини. Пред тие, сега ќе дојда, и сега, не, баш, да се пушти од реката, да пиеме вода. Се пушти од реката. Значи, тоа е катастрофа, не виде. Дали тоа значи дека во Македонска Каменица повеќе се купува вода за пиење или се уште се пие водата од чешмите? Се купува вода. Се купува. Се купува вода. Купува вода. Пошто таа не е концепта. Не е концепта. Сега градът е нов водовод. Него догради или него. Но днес. Тоа е. А вода да пие и да нема не у Македонија. А може да е или. Овие треба да се испомесат. Пријатно ти не пота. Пријатно и вам, и секако станете со нас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, од Црвена линија сте. Благодарам. Значи за водава. Како тоа баш летно време немаме вода, а зимоска нема проблем? Па видите, работата е многу јасна, ама сите се правиме на 3,5. Како вика изреката, за љубов и за кавга треба двајца. Значи има вина и кај потрошувачите и кај комуналците, кај водоводичивите. Затоа што тие системи се узурпираат, има диви приклучоци, Тетовско, Струмичко, па и Скопско, ако сакате, преку лето паѓа притисокот на водата, ако сте забележале. Значи на диво имате приклучоци за наводнување на нивите. Ме разбирате? Мислите дека тој водовод ја следи целата траса и знае кај има див приклучок? Боже, сачуе, па тоа треба да има милион вработени таму да ги следи. А од озгора што се случи сега деновиве? Пошто тие диви приклучоци сигурно не се најпрописно направени и ризични се, и кој ќе дојде некој големо невреме со дожд, тој ќе однесе таму се и ќе се помеше и таа атмосферска, да не зборувам и фекална околу кај што немаат канализација, и еве тие бељата. Каде е бељата? Гледате, во Тетовско, во Струмичко и така натаму. Значи, кога секој би си ја вршил својата работа, ве молам, па тој водовод место сметки да гледа таму, нека почне да ги наплаќа тие сметки и да гледа каде се троши водата, а не
само седат таму 2000 души во Скопски. Благодарам многу и вам за вашите одговори во Црвена линија. Факт е дека речиси 4,4 милиарди луѓе низ светот немаат пристап до здрава вода за пиење. Македонија се уште изобилува со вода и горе-долу мора да признаеме дека за разлика од некои други земји во Македонија се уште се пие и водата од чешми. Но во последно време се соочуваме, се разбира, со зголемен број на дефекти, недостиг на вода, а последно е и случувањето во Струмица, каде што ќе повторам дека Агенцијата за храна и ветеринарство донесе решение со кое забрани употребата на водата во Струмичкиот регион. Причината е зголемено присуство на манган и колиформни бактерии. Па ви се чини ли дека при волку вода ќе останеме жедни? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Па вака се јавува човек, граѓанин на Република Македонија, што се бави со 23 години со проблематиката вода и питка вода. Исклучително ми е драго, па еве, дајте ни ги стручните одговори од ваша страна. Вака сега. Треба граѓаните да знаат дека првен свеста треба да порасне како основно, бидејќи само 1% од водата на планетата се користи за пиење. Дека 99% не е корисна водата за пиење. Значи, бидејќи нема ресурси, понатаму се очекува дека водата ќе биде најскапа течност во светот. Само два примера, три ќе кажам за Македонија. Првиот пример е како не може да сванеме дека водата е, како да ви кажам, без неја не бива ништо. Без неја не бива ни човечкиот живот, ни земјоделието. Водата е живот. Да, без неја ништо не бива. Бидејќи 20 кусур години го работам тоа, и сега што е работата? Како држава не испаднаме многу добри, например, да ја раздвоеме реката Вардар, да го тргнеме железница да качеме горе по срто да оде, еден крак на кај Пелагонија, другиот крак на кај Овче поле. Најризично е во Македонија, бидејќи од 3336 милиона кубика вода што се употребува стопанство, таа е вода питка за пиење. Благодарам пред себе што бевте заинтригирани и се вклучивте со вашето стручно искуство и одговори во Црвена линија, но ќе дадам напомена исклучително да се внимава и на тајмерот. 90 секунди едно јавување за секој од вас, но секако апсолутно можете повторно да го завртите нашиот број и да добиете нови 90 секунди. Уште еднаш благодарам до гледачот. Добар ден. Добар ден. А или е работа во новата сезона? Господине Тале, драго ние што ве слушаме и вас во новата сезона. сезона. А или е работа во новата сезона? Благодарам, јас ви велам драго ние што ве слушаме во новата сезона. Ајде да си кажеме христијански денеска на помош Света Софија, вера, надеж и љубов. Честити ми они кои се викаат, нели, Софија, Љубица, Љубинка, Љупчо, нели, Нада, Вера. Па што да кажам, дека ако имаме вера, тогаш и вода ќе имаме, но верата ни е слаба, за жал, се послаба и послаба. Поготово ми пречи кога луѓе, да речеме, после долга суша, и сега дава Господ дожд, благослов или благодат за пиење вода, за хидроцентрали вода, за езера, за извори, за чистење на воздухот, дождот треба, и одма тие негодуваат. Ле, се расипа времето. Луѓе, најубаво време за вас сигурно е во Сахара. Таму само сонце греј, никогаш дожд не врни. Кој сака само сонце, ама тогаш нема вода за пиење, нема вода за туширање, нема вода за перење. Значи без вода не можеме ништо. Не само за пиење. Но луѓе има толку се некои негативци, а Господ дарува дожд, ти одма леле, времево какво е за никаде, чуе и каре по времето. Ајде, ви се чини ли дека како држава совесно се однесуваме кон своите ресурси на вода? Мислам дека не увезуваме вода, поготово со сиромашен ураниум од држави бомбардирана, плаќаме за вода, купуваме се странска роба, а своето го уништуваме. А Македонија има толку прекрасни води, изворски води.
Господин Наталев, благодарам и вам за вклучувањето. Верувам ова е први пат од ваша страна во новата сезона, а нема, верувам, ниту да биде последен пат. Добар ден! Добар ден и убав ден. Најубав ден ви посакувам и Вам јас и на вам. вашата екипа. Вака со закъснување ти го честитам роѓенденот и ти пожелувам многу среќа, радост, милост и топлина да имаш меѓу твоите најблиски. Големо благодарам за честитките. Фамилијата ваша да имате близок, да бидете топлината да ја има, да ја чувствувате и меѓу мир и благословство да ви даде Господ. Вака, Ајде па да ние слушаме сме за многу паметни, затоа и нема вода. Од што памето имаме и толку и вода. Зошто? Па кај на цевки кај мене ја вода пијам, а доле има црнила од цевките. Какви се тие работи? И после сме се криви другите. Тие што се смртниците, не. Тие што се тамо на тоа место, тоа треба да го решат. Не стари тие цевки и ние ќе правиме циркуси тука. Ја поплава ќе правам, па ќе ми дојдат милиција, па јас сум крива за се. И ќе ме бркаат и се ќе ми прават. Не, ние не сме многу паметни за тоа и патиме. Господ ни дал се. Ја кај што сум мажена, вода блика, ма нема кој да работи таа вода. Каде сте мажени, Иве? Каде блика Во вода? Богомила Бистрица. Богомила Бистрица. Тамо има изворчиња, сладки, ни црнила, ни мрзила нема. Благодарам многу за честитките пред се и благодарам за учеството и вашите одговори во Црвена линија. Останете ми во добро расположение и секако со Црвена линија. Добар ден! Добар ден. Дали купуваме вода за пиење или се уште пиеме од чешма? Не, пијам вода чешмарица од чешма. Од Битола сум. Каква е Добра ми е состојбата со водата, водата добра во ми е. Битола? Добра. За сега. Сега зависи од цевководите во зградите. Стари ни се малце. Малце ќе протечи жолтеникава, па ќе истрчиме малце, па ќе си потечи добра вода. А иначе ова прашање инициирано од Струмичкиот регион. Таму, например, протече вода обогатена со, што ти ја знам, со манген таму, не знам, со метали, Со жолта боја. големено присуство на манган и колиформни бактерии. Проблемот не е толку голем. Тоа ќе трае неколку дена и сето тоа ќе престани. А за тие неколку дена, па луѓето за пиење барем ќе употребуваат вода. И вода има да се купи секаде. Има во големи ембалажи, има во мали ембалажи. Па така да, мислам, проблемот не е толку за да се дискутира за него. Дали смитате дека совесно се однесуваме кон ресурсите на самиот по вода? себе ќе биде решен. Ќе се средат работите, ќе протечи чиста вода низ цевководите, така да се ќе биде во ред. Јас мислам ова не е проблем за дискутирање, има неам ништо. Добро, благодарам за вашето јавување, го цениме секако и вашето мислење, но Црвена линија денес смета дека токму водата која што живот значи, тоа го потврдија и гледачите, секако е исклучително важна тема. Денес во овој момент, во овие денови, секако Струмица се соочува со недостиг на вода за пиење, а Скопје, ќе ве потсетиме, и губи 50 кубика во цевководот вода, така 650 кубика во цевководот, што значи прашањето е генерално Македонија изобилува со ресурси. Можеме да се заблагодариме дека имаме 4 годишни времиња, но секако имаме и питка вода. Но факт е дека во Црвена линија го поставуваме прашањето и како се однесуваме како земја кон ресурсите кои што ги имаме на дар. Добар ден. Ало. Голем поздрав до вас. Госпоđa Кристина, среќен роден ден. Леле, благодарам многу, господине Златко, само субаво да се враќа. Господине Златко, вие купувате вода за пиење или пиете од чешма? Да, од водоводот Скопски, многу убава и квалитетна вода. А господата од Тетово
треба, јас сум живеел и во Тетово, водата во Тетово е уште поубава од Скопската пена, тече ни сред Тетово. Нека си направат водовод тие. Чекат ние од Скопје или од цела Македонија да инвестираме во Тетово да пијат вода. Да. И видите, во Охрид кажуваат дека со езера од Сатеска ќе го надополнуваат Охридското езеро. Нашите езера комшиите ги користат или за струја или за наводнување на ниви. Значи ние овде треба да имаме фабрика за преработка на вода и да ја пласираме низ светот. Имаме многу убави ресурси. Ви благодарам на вас, господја Тина, и на нашата Телма телевизија. Големо благодарам и во наше име до вас. Секако останете, господине Златко, да слушнете што се ќе кажат останатите гледачи. Уште еднаш тука ќе ги охрабрам струмичани да се вклучат во живо во Црвена линија и секако директно од лично искуство да предочат каква е моменталната состојба во односи, како се справуваат со ситуацијата каде што веќе четврти ден се без вода за пиење. Како и да е, многу повеќе за оваа вест, секако и за многу други можете да прочитате и на telma.com.mk. Неминовно и да ве потсетам секако да не заследите и на Facebook Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас, па и преку коментари да земете активно учество во денешната дискусија, па и по завршувањето на Црвена линија секако. Но продолжуваме во живо со гледачите и велам добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Купувате ли вода за пиење? Да, се јавувам од баш Гостивар, каде што исто така е загадена водата. Со бактерија, бактериолошки. Ние знаете дека го имаме извор од Вардар, од Вруток, каде што имаме изобилство на вода. Меѓутоа, каква вода пиеме, никој не знаеме. Верувајте, ја имам 6 нешто децени, 63 години, не знам и не паметам, само се зборува дека имало филтер. Прошлата година ставивме, оваа година ќе ставиме, наредна година ставиме. Така да тоа е тоа. Сега е убава тема ова да го потикнам јас премиерот да го прашам на кои општини он дава пари помош и чему ги дава тие пари? По 20 милиона, 30 милиона. Зашто? За филтер станици да стават? Да се преработува? Не. Така да, господине Мицковски, ако го слушаш гласот на граѓаните, немој да им дадете никаква помош. Кога не знае еден градоначалник да се справи по толку години филтер станица да не постои во Гостивар да му дам 20 милиона, 30 милиона. Чему? За коли, за репрезентации, за криминал? Не. Зашто? Ние да купуваме вода, а ако ќе купуваме нормално, мораме да се заштитиме. Загадена е, господо. Водата не се користи. И за наводнување се користи, и за сите работи, само не знаеме да ја сачуваме, затоа што ја имаме во изобилство. Така, благодарам многу еве за вашите одговори во Црвена линија. Добар ден! Здраво! Здраво, поздрав до вас. Благодарам и поздрав и до вас. Еве, јас со чаша вода да прашам дали пиеме од чешма или купуваме вода? Да, сега се уште комуналка пијам, али гледајќи како се одбиваат работиве, ги пратам ситуације, значи, овие јавни чешми што беа низ градот, се поеќе не работат. Во тоа ја гледам бизнис, значи за овие што се фирмите што продаваат вода у пластика. Воедно не е чудно ништо да и самата вода више е пробиена, бидејќи у зона на Рашче, нарочито, знаеме кој народ живее и каков народ живее. Ни немалку не размишља на екологија на нешто. Може национално нешто, ако може некоја парче земја да откинат од држава, тоа да, ги бивали за... Ама еве и во Струмица, ве молам, Агенцијата за храна детектираше... Сега и за Струмица ќе даде. Па види сега на сметка на автобусите што се донесува, некаде мораше да се закине. Па види се закина таму и покажа резултатите. Значи, сега имаме еколошки автобуси. Тоа е многу важно. Не е важно што водата ни е загадена. Има затоа фирми кои продаваат пластика. Значи, пластика ти продава и загадуваш ше додатно.
Значи, зашто да ми дава амбалажирана вода? По чему? Ова расче, што беше расче на времето, беше размена измеѓу Ирак и Југославија у тоа време кога бевме држава, кога личевме на нешто. Нафта за ова се разменуваше вода. Имаше многу да зборам, али со овакви, да не ги кажам по име. Благодарам многу за јавувањето. Знам дека сте ни редовен гледач и активно земате учество во Црвена линија, но еве ќе потсетам особено за останатите кои што еве ќе се охрабрат, а верувам ќе ви има како такви за прв пат да се вклучите во Црвена линија, да внимавате на тајмерот 90 секунди. Твитер за децата исто така коментираше, што значи и тука ќе ве потсетам Црвена линија. Имаме профил на Твитер, а еве што издвоивме за денешната тема. Костадин Костадинов го напишал следното. Граѓаните мора да добијат питка вода. Ни воопшто не треба да ги интересира кој е крив. Затоа давам конкретен предлог. За јавното предпријатие водостопанство проблемот не е што граѓаните на Струмица немаат чиста вода за пиење, туку неплатениот долг на комуналец. Наместо да се обидат да го решат проблемот што самите го создадоа и да доставуваат квалитетна сирова вода, а не кал, тие се жалат дека фактурата не им била платена. Имам едно прашање за нив. Знаме ВМРО ДПМН и ако комуналец го исплати долгот, дали ќе доставувате квалитетна сирова вода веднаш или пак ќе треба да чекаме да заврне дожд? Да не биде после дека ви треба време, владина одлука, шамани да барате за дожд, да заврне и слично. Јас како знам и умеам ќе најдам начин ако парите ви се проблем и затоа наместо вода ни пуштате кал. Може ли според вас, драги мои во Црвена линија, денес прашуваме при толку вода да останеме жедни? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас во Црвена линија. Голем поздрав и до вас. Вака, јас сум ваш редовен гледач, меѓутоа прв пат се јавувам. Многу ми е драго, верувам не и последен пат. Така. Вака, веќе одреден период во населбата Хиподром имаме ние проблем со водата, со тоа што водата е кафеава и многу мириса. Ние како жители на населбата Хиподром, ние недавно купуваме по 2 пакети вода, што значи не водата треба да си го решат тоа таму тие што седат на фотелите, значи не е во ред при вода, значи да не можеш ни да измиеш садови, водата да мириса. Добро, како реагира надлежните кои што треба да го санираат овој проблем? Па искрено звонавме во водовод да пријавиме, но меѓутоа ни се вадеа на тоа дека се на одмори, дека нема доволно персонал, дека го запишале проблемот, дека ќе ни сконтактираат, но меѓутоа ништо. Тоа си остана све така заташкано и мислам дека не е во ред, треба да реагираат тие директори таму што седат, пошто навистина е жално. Ева на други места каде што одиме, пример Чаир, кај свекор ми се крвами, кај мојта во Волков, мислам водата таму е преубава за пиење. Што се случува во Хиподром конкретно имаше проблем многу и со притисокот. Тоа го решија со притисокот, си беше се окей, наеднаш водата стана за никаде. Ева вака јавно апелирам до сите директори во водовод да се прати екипа да се санира проблемот. Големо благодарам за тоа што јавно укажавте на тоа со каков проблем се соочувате во моментот, односно веќе понашто слушнав и подолгорочно, така да ете затоа служи Црвена линија. Јавноста секако преку вас граѓаните да биде информирана, односно надлежните и оние кои што всушност се решението на ваквите проблеми да превземат што е можно побрзо акција. Тука ве охрабрувам секако секој кој што има нешто да предночи, за кој што јавноста еве се уште не е информирана како гледачката предмалку, искористете ја Црвена линија токму и за таа намена. Добар ден. Добар ден. Дали сум јас? Да, повелете, во Охрид се пие ли водата во Охрид од чешпа или повеќе се купува? Вака се, во Охрид не е за жалење, вода има на претек, меѓутоа многу проблеми каде инсталацијата каква е, зависи од инсталацијата, ако е стара има некако мирис, ако не е значи садо. Да идеме на ово, појте сум за тоа, водава многу се краде од нашите, да речам, земјоделци. А тоа може да се открие најлесно. Помини околу нивата, ако видиш дека свежа е, а од никаде нема доток на вода, значи од некаде мора тој, значи од
градскиот водовод да краде, без да не поминува таа вода преку водомер и нормално че има убава баша, убава градина. Значи, ако сака тие што работат во водовод и канализација, можат во рок од 24 сата да ги откријат сите тие диви корисници на таа вода. Место таа вода да оди за човечанството, таа оди за бавчи. За во бавчите има друг проблем, друг начин како да се обезбеди таа вода. А кај нас, значи, претежно, значи, ако не повеќе, ама сигурно 40 до 50% водата се користи за поливање на градини, а сето тоа не поминува преку водомер. Сето тоа кога ќе се, значи, заземат нашите раководни кадри на водовод и канализација, тогаш сигурно бидете дека ќе имаме доволно вода, квалитетна вода и ќе биде регистрирана. Благодарам, поздрав. Благодарам и вам. Поздрав до вас. Останете со нас. Ево уште еден твит на Влад Твитеровски кој што напишал: вода мора да тече за да биде жива и добра за пиење. Ние барем имаме вода чиста. Во Европа по градовите и околината пари се плаќа за да пиеш вода од јавна чешма. Плюс е фул со хлор и не е толку ладна. Водата не се губи, таа кружи и се обновува во природата. А ние ве прашуваме дали при толку вода ќе останеме жедни. Иако имаме можност во иднина да бидеме навистина богата земја, бидејќи прогнозите, односно според мислењето на експертите, во иднина можеби најмногу човештвото ќе биде дефицитарно за вода. Па како се однесуваме кон овој природен ресурс ние во оваа земја? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Се јавам од општина Василево Струмичко. Одлично, да слушнеме моментална состојба. Иста вода користиме ние од Брана до студија, но техничка вода 10 години. И не лаже градоначалник дека ќе стават филтер и не става, а ние си плаќаме вода за пари. Значи 37 денар не плаќа вода од кубик, а ни дава техничка вода. Тоа е чудо. 10 години не лаже. Ставим филтер, не стават. Значи, народ до овде си купува вода за пари, а техничката вода ја користи само за ние, друго ништо. Тоа е кај нас. Може да дојдете да проверите, да видите како живее овие села, тук 4 села се приклучи да таа вода техничка. Че не е да вода за пиење. Тоа е проблемот кај нас. Това е сигурно и молам, ако можете, дојдете да снимите, па ќе видите какво е тука. Уште тоа, како реагираат еве надлежните кога ќе укажете дека користите техничка вода всушност за пиење? Ама никој не пие од таа вода. Таа е техничка. Некој пат иде скроз матна и не може да. А за пиење како се снаоѓат? Со купена вода. Со купена вода. Добро, благодарам многу. Ете, токму поради тоа уште еднаш ќе потсетам и тука ќе ве охрабрам, не заборавајте во Црвена линија, секако во однос на темата, денеска зборуваме за водата која што живот значи, да укажете еве со какви проблеми се соочувате, на што сте сведоци во однос на водата за пиење, но и недостигот на вода, особено во одредени региони. Добар ден. Добар ден, во линија сум. Да, повелете, во Црвена линија сте. Овде Ајановски Ташо. Поздрав до вас, Сашо, повелете. Фала. Видите, кажавте дека водата низ градовите се губи, така? Македонија се уште изобилува со вода, но некако се добива впечаток дека несовесно се однесуваме кон водата. Ама негде се губи водата, така? Во Струмица дури не е ни во употреба веќе водата за пиење со присуство на мангани, колиформни бактерии. Добро, ама во градовите било каде негде се губи водата, кажувате. Така се губи и Куманово еве од последици од невреме останало 7 дена без вода. Добро. Сега, ако тече нафта или некои други благородни средства, како можете одма да најдат каде е дупната или хаваријата,
Ако е нафта, одма ќе ја најдат, а за вода не може да ја најдат. Како тоа може да не се супростава со хаваријата? Не разбирате? Треба они кај што се губи, како што се губи во топлинска енергија, како што се губи во водната енергија, како што се губи во електричната енергија. Ме разбирате? Одма треба да се најде проблемот каде се решава. Ние народот пи, гълта и сркај. А така имаме ние многу големи реки, водопади и сите разни природни богатства со вода, да не употребуваме. Како е сега, жално е сега да купувам ја вода при здрава вода. Мислам, не техничка, него... За пиење. За пиење. Што треба? Вода пијам, кисела вода и вино шприцер ке направам. А не можам ја вода со вино беванда да пијам. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Еве уште еден твит. Јас сега ќе го пуштам од почеток, бидејќи е видео запис регистриран од страна на Александар Тортевски, кој што напишал: веќе 7 дена во двор имам сериозен извор на вода за пиење и иако водовод се информирани, никако не успеваат да дојдат и да го санираат овој огромен губиток на вода. И еве продолжуваме понатаму со истото прашање. Дали ви се чини дека Македонија при толку многу вода ќе останеме жедни? Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Гледач од Гостивар се јавува. Каква е состојбата еве со водата во Гостивар? Во Гостивар, да ви кажам право, кај што извира и Вардар, жалосно е што е ваква ситуацијата. Не знам вие колку сте информирани. Гледач пред малку нели се јави, токму зборуваше за Гостивар. Гостивар, жалосно што 3 дена, не знам колку сте информирани, немаме вода, имаме, меѓутоа водата е загадена. Бактериски Дали сте се бактериски е загадена. Еве и денеска немаме вода, купуваме од продавници вода, се испразнија продавниците од водата што ја пласираат овие производителите. А еве што одговори ви даваат надлежните, реагираали на терен? Има загадување бактериско Ешерикија коли. И тоа е единствено, само е дадена диагноза, решение дали е дадено? Ја испитуваат уште, денеска чекам информација, меѓутоа не дадоа. Цел живот живеете во Гостивар? Цел живот живееме во Гостивар, никогаш не сме имале вакви проблеми, меѓутоа уназад еве скоро 3-4 месеци вода има во изобилство. Водата не се губи. Меѓутоа често се јавуваат дефекти и еве малце сме изненадени што ваква бактериски загадена вода. Благодарам многу и вам за тоа што еве ни откривте во моментот гостиварчани со што се соочуваат кога станува збор за водата за пиење. Значи вода има многу според гледачот, но квалитетот е животозагрозувачки бидејќи е збогатена со Ешерикија коли. Добар ден. Ало, добар ден. Пред малку се јавував, па сакав да довршам. Така, вие кој што како беше 20 години работите токму на проблематиката? 20 години, да. Повелете. Сакав да кажем, преска Вардар, Вардар требаше да се 2 крака направат, бидејќи кај нас се е наопаку, не можело да оде по строто на Вардар, не можело воз да оде. Луѓето наопети ги крчија возовите, а ние не можеме тука да направиме нешто. Сакам да кажем за водата, човечкиот фактор е битен. Бидејќи човечкиот фактор битен, има и некој решение што треба да направи, како држава треба да се направи. Тоа е да водата влезе во устав. Нека го прочита да вие нашите, да не кажем таму, уставо на Словенија. Значи водата треба да влезе во устав. Тоа е битен карактер, тоа
Тоа, како да ви кажем, реагенс што вреде пари, а кај нас се фрла како без вез. На што се должи, еве, зошто е тоа така, зошто ние како небитна да е водата? Тоа е тоа немарност. Ние не знаеме, јас например работам толку години, знам што значи вода. Водата е реагенс што е потребен, неминуумно потребен. А бидејќи реагенс потребен, бидејќи е влезено во законот дека е храна, водата е храна, треба да се пази и треба да се... И на крај крајева, сите институции што се бават со вода, треба да и биде 50-75% да и биде за трошоци, а 25% за плати, а не... Така, благодарам многу, еве, драго ни што во новите 90 секунди да објаснивте од стручен аспект сушност каква е ситуацијата и зошто е таква со водата во нашата земја. Македонија факти, веќе повториме и во овој дел, дека изобилува со вода. Вода има доволно, а она што е интересно е дека токму водата во блиска иднина, особено онаа за пиење, ќе биде најскапоцена течност. Македонија изобилува со најскапоцената течност, но дали ви се чини дека при вода жедни ќе останеме? Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден, Тина. Добар ден, повелете, ве слушаме. Се јавувам од центарот на градот, од Бит пазар. Така. Значи ми се погоди темата денес. Бидејќи ние, јас сум на 5 спрат, другите над мене не можат да пуштат машина, немаме, значи не може да се избањаат луѓето, ме разбирате? Нема притисок. Значи, никаков притисок немаме. Реагирано е милион пати во водовод, ќе видиме и ништо. Почнавме да бараме мајстори, ни побараа некој ненормален износ за да се стави пумпа и тоа на еден крак и не знаеме што да правиме. Луѓето немаат вода да се избањаат, па ниту садови да измијат. Ајде, од водовод секогаш го добивате истиот одговор, ќе видиме? Да. И ниту доаѓаат, ниту нешто превземаат. Ние немаме вода. Јас имам филтер за вода, бидејќи имам проблеми со бубрезите. Значи пијам од филтер. Филтерот не може да се наполни. Еве, дали се собратиле до надлежните и во општината, која што задолжена за ваш? За тоа не знам. Како да е, значи одговорот е постојано ќе видиме. Добро, драго ми е што верувам дека по вашето јавување ќе има одговор, ве слушнавме, па секако ќе се... Дали вие ќе реагирате? Доволно е што еве во црвена линија се вклучите и јавноста веќе преку вашето јавување е информирана. Така да, знаете како црвена линија се гледа набрзо и надлежните верувам дека ќе имаат реакција во однос на сите проблематики кои што ги предочија гледачите во рамки на ова издание на Црвена линија. Благодарам многу за тоа што еве споделивте со јавноста. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден, добре не дојдовте во новата сезона. Ние, значи, толку имаме вода, Скопје лежи на вода, можда и с Македонија, ајде да речам. Значи, ова е греота вака што се случува. Ја мислам дека ова е буквално некоја саботажа. Не може волку во Македонија да нема, еве како што ги слушам гледачите тек дека ова е вода. Ке кажам еве овдека за Карпуш прво. Значи Карпуш на 4-5 метра ископа и извира вода. Има овдека луѓе што имаат избушена вода. Меѓутоа, зашто општина Карпуш техничка вода да не стави, да се употребува за прскање, миење и све, а за другата вода да се користи нормално зашто треба за услови за бањање, пиење и така. Значи ние сме во светот пак од тие едните што имаме најквалитетна вода. И да ви кажам, мене ова ја стварно не можам да го разберам што се случува. Значи овдека едноставно водовод или ова е некоја саботажа да се покачи водата. Значи мора бре услови да дадеш ти во 21. век на луѓето да имаат вода, а ние значи имаме вода. Значи штета или ова да се троши вода, некоја на комерцијална основа да се троши купечка вода, што некој екзистира и профитира од тоа. Значи овдека имате еден куп многу случаи што треба малку подробно да се разгледат. Што прави водовод? Вода има, немало за станици, не знам вода.
Па чекајте, дајте, дека има водовод, има влада, државни институции, побарајте. Значи, основното нешто луѓето плачат у светот за вода, а ние овдека буквално, не знам како да кажам, се расфрламе со вода и злоупотребуваме на народот овдека што живее да не може да се користи како што било и порано. Благодаря многу и вам за вклучувањето во Црвена линија, а времето сега вели реклами. По рекламите во овој дел од Црвена линија останува уште да ве информираме како одговорија на денешната анкета. Оние кои што не следат на Инстаграм, ако не сте меѓу нив, секако заследете не веднаш и учествувате во утрешната анкета. На денешното прашање дали купувате вода за пиење, со да одговорија 53%, а со не одговорија 47%. Тука ве поздравувам, сега го останете со Кате и Ненад, а јас и вие се гледаме во стандардниот термин и за заврти на Телма и секако Црвена линија. Довидување.